Откровение на апостол Јован, 14 глава. Потоа видов, ете, јагнето стои на гората Сион и со него 144.000, што го има на челата свој напишано името на неговиот Отец. И чув глас од небото како шум од многу води и како звук од силен гром. Чув глас на харфисти што свират на харфите своји, и како да пеат нова песна пред престолот и пред 4 животни и старешините. И никој не можеше да ја научи таа песна, освен оние 144.000 кои беа откупени од земјата. Тие се оние што не се осквернија со жена, бидејќи се девствени. Тие се оние што го следеа јагнето каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето, првенци на Бога и на јагнето, и во устата нивна измама не се најде. Тие се непорочни пред престолот Божји. И видов друг ангел како лета среде небото, кој имаше вечно евангелие, за да им благовести на жителите земни, на секој племе и колено, јазик и народ. Тој зборуваше со висок глас. Имајте страхопочит кон Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. И друг ангел се појави по него велејќи: Падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги напои со жестокото вино на своето блудство. И трет ангел по него најде, зборувајќи со висок глас: Кој ќе му се поклони над зверот и на бистата негова и прими белек на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино неразводнето, излеано во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. Димот од мачењето нивно ќе се издига во сите векови, нема да имаат мир ни дење ни ноќе, оние што ќе му се поклонат над зверот и на неговата биста, и што ќе го примат белегот на неговото име. Тука е трпението на светиите. Тука се оние што ги пазат заповедите Божји и верата во Исус. Чув глас од небото како да ми вели: Напиши: Блажени се мртвите кои одсега умираат во Господ. Да, вели Духот, нека се одморат од трудот свој, зашто делата нивни ги следат. И видов, ете, светол облак и на облакот седеше сличен на синот човечки. На главата своето имаше златен венец, а во раката остар срп. И друг ангел излезе од храмот и извика со силен глас на оној што седеше на облакот: Замавни со српот и жнеј, зашто дојде твојот час за жетва, бидејќи житото на земјата е зрело. И оној што седеше на облакот го фрли српот свој на земјата и земјата беше пожнеана. И друг ангел излезе од храмот што се наоѓаше на небото и имаше исто така остар срп. И друг ангел, кој имаше власт над огнот, излезе од жртвеникот и со силен глас извика кон оној што имаше остар срп велејќи: Фрли го српот свој и обери го грозието од земното лозје, зашто зрната му се веќе зрели. И ангелот го фрли српот свој на земјата, го обра земното лозје и го фрли во големата каца на Божиот гнев. И се изгмечи кацата надвор од градот, и потече крв од кацата дури до уздите на коњите, на 1600 стадии.